Благодарам, господине Џафери. Во голем дел од вашите укажувања се согласува. Јас сум бил координатор на владеачко мнозинство заедно со вас во момент кога сме имале 80 пратеници во тоа мнозинство, па сме имале проблеми да обезбедиме и кворум и работа и така натака. Од тој аспект одговорноста знаете и вие и посочивте многу исправно дека е на мнозинството. Втора работа. За ист ваков закон, така нареченото специјално јавно обвинителство има покрената обвинителен акт против неколку лица заради непочитување на законот за јавни набавки. Тоа е предмет. Оваа влада, овој министер, мој почитуван колега и пријател, прави исто зашто претходен министер добива обвинителен акт. И овој министер не го почитува законот за јавни набавки, како што СЈО тврди дека треба да се постави. Така да, ако собранието не го донесе овој закон, ќе настанат можеби финансиски штети. Но ако го донесе собранието овој закон, треба да донесе закон за укинување на СЈО. Заради тоа што тоа СЈО што го тврди во предметот поврзан со кинеските патишта, дека не се почитувал законот за јавни набавки, овој министер, оваа влада, ова мнозинство продолжува да го прави. Така, овој закон, носење на овој закон по идна постапка, ќе значи непочитување на закон за јавни набавки, за она за што е предметот против лицата за патишта. И трета работа, му благодарам на почитуваниот Сугаревски, реков мој поранешен колега и добар пријател, што самиот одговорница кажа дека нема дополнителни трошоци. Нема нова траса, нема нова проектна документација, нема нови трошоци за автопатиштата, единствено нешто што бара владата е продолжување на рокот. Повторувам, нема нова траса, нема исправање на трасата, нема нова проектна документација, нема нови трошоци за патиштата. Тоа го кажа господинот Сугаревски. Јас не сум експерт, не сум ни член на Комисија за транспорт и врски, но тоа го кажа господинот Сугаревски. Ако е точно тоа, тоа значи дека нема нова траса, нема проектна документација, нема нови трошоци за патиштата. Прашањето господине Џафери и до вас, и до владата на Република Македонија е кој ќе ги сноси одговорностите за тоа што 3 месеци е блокирана изградбата на автопатите. И господине Џафери, кој ќе ја сноси одговорноста за тоа што блокадата на изградбата на автопатите значи пат на бруто домашниот производ во Република Македонија. Затоа ние како опозиција сме тука во собрание во голем број, знаете, но ќе оставиме уште некое време да ви дадеме можност сами да ја понесете одговорноста за постапката.